Благодарам, председателе, почитувани пратеници. Сакам да ве прашам, што направивте вие за да ги вратите младите да останат во Република Македонија, да ги задржите и да ги вратите оние што заминале? Денес младите, како никогаш досега, сакаат да си заминат од државата, особено после ова велепредавство од ваша страна. Што направивте вие за департизација на државата, кога вработувате исклучиво партиски војници? Дали автопатот Велес, Градско, Битола, Прилеп, Битола е помалку важен од другите автопати, затоа што тука да нема средства за тој автопат, а вие го ветивте уште во 2016 година дека ќе го направите, фала Богу нема ништо направено, дури го стопиравте експресниот пат. И зошто овој буџет не е развоен? Затоа што имаме во развојната програма капитални расходи за реконструкција на Свети Еразмо во Скопје, Свети Наум, а клиничка болница Битола ја нема никаде, а беше во 2016 година во програмата ветено дека ќе направите нов клинички центар, така да нема средства ни за реконструкција, а за клиничка болница, нов клинички центар е научна фантастика. Понатаму во развојната програма имате купување на опрема од 190 милиони денари, 68 милиони денари, а не знаеме тука никаква опрема, ни за во кои болници. Ангиографот во клиничка болница Битола не работи веќе 2 години, е премногу потребен, компјутерот не работи, и само за клиничка болница Битола да ги потрошите тие средства, што ќе остане за другите. Имате реконструкција на амбуланти во рурални подрачја, тие се приватизирани, не знам кои се тие, никаде не пишува кои се тие. Понатаму ќе градите нов клинички центар Скопје, Штип, со заеми, со основен буџет, а ништо не знаеме, нема ни колку ќе кошта, ни колку заем ќе земите, ни каков заем, ни со колкава камата, ништо. За мерките со справување со ковид пандемијата и да не зборуваме, затоа што 1 година веќе ќе направиме од ковид пандемијата, и дури сега вие правите модуларни болници, а имате потрошено и милиарда евра, и донации од Светска банка, и донации од Европска унија, и од Америка, а докторите се справуваат со една маска за едно дежурство. Така да имаме тука некои средства за имунизација, па направив една пресметка, знаете колку ќе вакцинирате луѓе во Република Македонија? 125.000. И како ќе ги вакцинирате? Пак по партиска книжка. Понатаму имате проект за гасификација, дали во Битола, веќе 4-та година, зима 4-та, и секаде во Република Македонија, вие шарените револуционери што се боревте за чист воздух, и ќе ви потсетам на паролите сакаме да дишеме, не угушивте, сега апсолутно не ве интересира чистиот воздух, не знам што направивте за чистиот воздух, освен што субвенциониравте клима инвертери, а ќе ве потсетам, овде слушнав некои кажа дека ние сега сме слушнале за чистиот воздух, не е точно и ќе ви кажам дека не е точно. Првите мерни станици се поставија во време на ВМРО ДПМН, имаше субвенционирање на сончеви колектори, имаше субвенционирање на ПВЦ дограма на сите јавни установи заради заштита на енергија. Се започна проектот гасификација, се започна проектот гасификација. Понатаму, а вие ништо не направивте од сето тоа. При регистрација на колите се воведе закон за мерење на издувните гасови. Се направија кружни текови во многу градови, и те едно од среднорочните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Се субвенционираа печки на пелети. Во сите општини се изработија локални еколошки акциони планови, од кои што можат да произлегат многу проекти за подобрување на квалитетот на воздухот, а она што вие го направивте, покажуваат мерните станици. Се угушивме заради тоа што вие многу се грижите, а ветувавте дека кога ќе дојдите на власт, македонскиот народ ќе диши чист воздух, сето тоа е нашарена лага од вас.
Понатаму во буџетот има предвидено средства огромни за мебел, возила, привремени вработувања, па апелирам овие да се пренаменат во здравството за бесплатни ПСР тестови, за вработување на докторите и медицинските сестри, за амбулантни возила, затоа што кубурат здравствените установи со персонал. Затоа мислам дека овие ставки ниту се приоритетни, ниту развојни и ќе кажам на крајот дека ова е далеко од развоен буџет на Република Македонија. Самиот премиер кажа дека нема пари во државата, а и долгот е повеќе од 60% од бруто домашниот производ. Тоа е една шарена лага на шарените револуционери подпомогнати од Сорос да дојдат на власт и да ја рушат државата. И ова е последното предавство на социјалдемократскиот сојуз. Ова е жално и срамно што се случува во нашата држава.